أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Продолжуваме со Аллахова дозвола со аети кои се поврзани за Бену Исраил, во кои возвишениот Аллах Азза ва Џел им се обраќа нив и им одговара на нивните лажни тврдења. А ти имаат многу батили, многу лаги и тврдења кои не се исправни. Па меѓу одговорите што возвишениот Аллах Азза ва Џел им ги упатил на Бену Исраил се и неговите зборови во трите аети кои ќе иземаме вечерва, тие се 94, 95 и 96 ает од возвишеното сура, суратул Бекара. Па вели возвишениот Аллах Азза ва Џелле во овие три аети: "Кул ин канат лакум ад-дарул ахирату индаллахи халисатан мин дунин нас, фатаманнау al-маута ин кунтум садиқин." Кажи им, о Аллахов пратенику, ако кај Аллах Азза ва Џелле дженнетот е обезбеден само за вас евреите, а не и за останатиот свет, тогаш вие смртта посакајте ја ако вистината ја зборувате. Ове предизвик од Аллах Азза ва Џелле. وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. А никогаш нема да ја посакаат. Никогаш нема да ја посакаат смртта заради тоа што го заработија рацете нивни, а Аллах добро ги познава злумчарите. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. И сигурно ќе ги најдеш евреите дека повеќе копнеат за животот од останатите луѓе, па дури од многобожците. Секој од нив би сакал да живее 1000 години, а и да живее толку долго, тоа од казната не би го оддалечило. Аллах добро го гледа тоа што тие го прават. Возвишениот Аллах Азза ва Џелле во овие три курански аети им се обраќа на евреите, им вели дека вие тврдите дека дженнетот е само за вас, и ова од нивните тврдења, што веле дека ахиретот, дженнетот е само за ними, а не и за останатите луѓе. Сметае дека Аллах Азза ва Џелле направил ними посебни избраници, посебни биле избрани како народ од Аллах Азза ва Џелле и дека биле негови сакани робови. И затоа тврделе дека во џехеннемот, како што зедовме претходно во куранските аети, ќе бидат само кратко во џехеннем заради делата нивни, а после ќе и заменет на верниците во дженнет, додека верници ќе бидат во џехеннем. И овие се нивните тврдења. Но Аллах Азза ва Џелле им одговорил на овие нивни лажни тврдења. Па велите, ако е навистина така како што зборувате, како што тврдите, тогаш посакајте ја смртта ако сте искрени. Ако ја зборувате вистината, посакајте ја смртта. Бидејќи ако дженнетот во основа ви е загарантиран вас и никого други, тогаш посакајте ја смртта. Оној што навистина верува дека ќе биде, дека е сигурно од жителите на дженнетот, сигурен е во тоа, без сомнеш дека смртта за него е подобра од животот на ова дуња, затоа што смртта за него е пат кој го носи во дженнет. Ове според нивното тврдење. Така да човекот би преминал кон трајно уживање и би се ослободил од моките, од проблемите, од тешкотиите на
на оваа дуња. Како што Аллах Азза ва Джелле вели: "Лакад халакна ал-инсана фи кабад", на вистина ние го создадовме човекот во мака, нон стоп да се мочи на оваа дуња, нон стоп да работа, нон стоп да се трудит. Па оној што ја посакува смртта и ја сака средбата со Аллах Азза ва Джел, ова укажува дека тој е сигурен во своите дела што ги чини. Сигурен е на она убедување и верување кое ги има и ги поседува, а посебно е сигурен на своите дела кои ги чини. Ова особа е подготвена за средба со возвишениот Аллах Азза ва Джел. Во основа овој говор или ова прашање, според шеријатскиве докази имат потреба за кратко појаснување. А те е затоа што дојдено е во хадис дека Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол: кој ја сака средбата со Аллах, Аллах ја сака средбата со него. А кој ја мрази средбата со Аллах Азза ва Джел, Аллах ја мрази средбата со него. Па му рекла Аиша радијаллаху анха или некоја од неговите жени: о Аллахов пратенику, ние на вистина по природа ја мразиме смртта како смрт. Па дали теа значи дека ние морзиме да се сретнеме со Аллах Азза ва Джел? Па му рекол Мухаммед салаллаху алейхи ва селем: не е така. Туку велит, кога на верникот ќе му дојде смртта, тој се израдува со веста за Аллаховото задоволство и неговата почест. Изедовме курански ајати, изедовме хадиси дека кога верникот приликом негова смрт му идеат мелеки кои го радве дека Аллах Азза ва Джел е задоволен со него. Ове уште во негова смрт или пред негова смрт, тој веќе е израдван за дженнет. Е израдван дека Аллах Азза ва Джел е задоволен со него. Па затоа велит верникот во овој момент за него нема ништо посакано од оне што иде после смртта. Па затоа најголема негова желба во тие моменти е да се сретни со оња кој е задоволен со него, со Аллах Азза ва Джел. Па затоа вели Мухаммед алейхиссалам: и Аллах е задоволен и сакат да се сретнат со него. А додека неверникот, спротивно дове, кога ќе му дојде смртта, мелеките него го плашат и го израдуваат со казна и со незадоволство од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Па затоа во овие моменти за неверников нема нешто што е поморзливо, понесакано од оне што иде после смртта. Па затоа тој не сакат смрт. И затоа не сакат да се сретни со Аллах Азза ва Джел, зашто знаат дека тој е налютен на него и дека не е задоволен со него и дека ќе го казни. Затоа не сакат да се сретнат, па и затоа вели Мухаммед алейхиссалам: и Аллах Азза ва Джел не сакат да се сретнат со него. Значи, верникот во тој миг ја сака средбата со Аллах Азза ва Джел, па и Аллах е сакат средбата со него, како што вели Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, а додека за неверникот е спротивно. И ова е значењето на овој хадис од Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Но овде во овој курански ајет: фетаменнаул маут ин кунтум садикин, тогаш вие смртта посакајте ако вистината зборувате, е посебно за Бену Исраил. Ако тврдите дека е вистина теја или дека дженнетот е гарантиран за вас, тога посакајте смртта. И ова е веродостојно пренесено од Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, кој вели дека ако евреите во тие моменти е посакале смртта, на вистина вели Мухаммед алейхиссалам ќе умра и немаше да остане ниту еден евреин. Од Ибн Аббас радијаллаху анху се пренесува дека рекол: ако ја посакале смртта, секој од нив би се задавил од собствената плунка. И овој би бил начин на кој тие би биле убиени или умрени. Се пренесува од Ибн Џерир дека во својот тефсир рекол: до нас е пренесено дека веровесникот салаллаху алейхи ва селем рече: ако евреите ја посакале смртта, на вистина би умреле и ќе ги виделе своите места во џехеннемот. А ако излегле оние што требало да се проколнуваат, и ова е второто значење кое ќе го спомниме, со Аллаховиот пратеник алейхиссалам, ќе се врателе без да најдат ниту семејство, ниту имот. Што значи првото значење на овој курански ајет е дека Аллах ги предизвикува да побараат смрт за ними. И
ове е едно значење кое тие ако е побарае смртта сигурно би умреле. И знае вистинитоста на Мухамед алейхи салам, затоа не е побарале смртта. Знаеле дека нема да остане ниту еден од евреите. Додека другото значење е како што вели Ибн Каthир рахимахуллах, па тие евреи врз нив нека биде Аллаховото проклетство, кога тврдеа дека се Аллахови синови и негови миленици и кога велеа во дженнетот нема да влезе никој освен оној што е евреин, беа повикани на мубахеле. А мубахеле е заедничко проколнување. Односно, да се упати дова против она група што лаже, без разлика дали се тие или муслиманите. Но кога тие се повлекоа, евреите, и кога одбие да се проколнуваат со Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи салем, на сите им стана јасно дека тие се правите злумчари. Зошто ако бее сигурни во оне што тие го тврдат, сигурно дека ќе се осмеле и ќе направи проклетство со Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи васелем, но кога се повлекоа, се откри нивната лага или една од нивните лаги. Ове е слично со случајот на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи васелем, кога е повикал делегацијата на христијаните од Неџран, исто така на мубахеле, на проколнување. Откако доказот против нив веќе беше воспоставен во расправијата со нив за Иса алейхи салату вассалам. Па велит Аллах азза ва џеле за овој случај: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. А оние кои ќе се расправаат со тебе за Иса алейхи салату вассалам од христијаните, откако ти дојде знаењето за него, ти го знаеш илмот за Иса алейхи салату вассалам, дека не е Бог, дека е Аллахов пратеник, кажи им на тие христијани: дојдете, ќе ги повикаме синовите наши и синовите ваши, и жените наши и жените ваши. Значи ќе ги повикаме комплет нашите фамилии и вашите фамилии. А ќе дојдеме и ние и вие, па ќе се проколнуваме и Аллаховото проклетство за тие што лажат ќе го побараме. И ова е пропис во Аллахова вера. И ваков пропис се користи во многу работи. Од тие работи е во расправија со некој неверник или со некој бидатчија, како проклетиве шии, кои тврдат дека Алија радијаллаху анху е Бог, дека Алија располагат со светов, со универзумов, исто што и вреđe на асхабиве, исто така е мојт и се повикве тие на проклетство. Да дојдат, да се направи дова ке Аллах азза ва џеле, да биде проклетството на оние кој момент. Исто така мој да се користи во случај кога некој имат потвора на некого фоллено. На некого ги имат обвинето за зина, па ако сака тој да се очисти и вистински нема направено зина, имат право да и побарат и да прават мубахеле или да прават проклетство. Да прават дова, да го стигнат проклетството од Аллах азза ва џеле на оној кој лаже, па така сигурно за кратко време ќе стигнат одговорот од Аллах азза ва џеле и ќе бидете разјаснет оној кој лаже, и затоа ова скоро никогаш не се деси. Затоа што цврсто се убедени во вистината дека сигурно Аллах азза ва џеле ќе го истет оној кој збори вистина и оној кој е лажго. Кога го виделе овие христијаните во овој случај, рекле едни со други: зашто и тие знае вистинитоста на Мухамед алейхи салам и на ова вера. Па рекле: се колниме во Аллах, ако влезите во мубахеле, во проклетство со Аллаховиот пратеник, ниту едно око од вас нема да остане да трепка. Што значи наеднаш ќе бидите уништени. Ове го знае нивниот батил и е знае вистината на Мухамед салаллаху алейхи васелем, и затоа тие одлучие да склопат мир со Мухамед салаллаху алейхи васелем и да плаштаат џизија. Потоа браќа во овој предизвик се потврдува исто така дека евреите нема да го прифатат ова мубахеле и нема да ја повикаат или да ја побараат смртта, бидејќи знаат дека се лажговци. Тие се плашат Аллах азза ва џеле да не му ја примат довата и да бидат казнети иште на оваа дуња. Исто така тие знаат дека делата што и направиле на оваа дуња не му обезбедуваат никаков удел на ахирет.
И тогаш тие би биле губитници во двава случаи. Би го изгубиле дуњалуков, ако побараат смрт, сигурно знаат дека ќе умрет, а исто така би го изгубили ахиретот поради лошите дела што претходно и правеле на ова дуња. Па затоа Аллах Азза ва Джелле велит: "Вала јетаманнауһу абадан бима қаддамат ајдихим валлаху алиму бил-залимин", а никогаш нема да ја посакаат смртта заради тоа што го заработија рацете нивни. Ове браќа во овој курански ајет исто така има муџизе. Муџизе дека Мухамед алейхи салам е Аллахов пратеник и дека е вистина оне со што тој дојде. Зошто? Зошто Аллах Джелешану овде тврди во овој курански ајет дека никогаш тие нема да посакаат смртта. Па тие ако бе искрени во оне што го тврдат и сакаат да го понижат на Мухамед салаллаху алейхи салем, барен ношка ќе посакаат смрт. Барен ношка ќе излезе на мубахеле. Само за да го понижат и да го занегирват оне со што дојде Мухамед алейхи салату вассалам. Но ове не се случи и нема да се случи до судниот ден. Никогаш евреи нема да посакат смрт. И велит Аллах Азза ва Джелле, потврдувајќи го ова: "Валетаџиденнахум ахрасан наси ала хаја". И сигурно ќе ги најдеш евреите дека повеќе копнеат за животот од останатите луѓе. За каков живот, бреќа? Кај ними не е важно каков е животот. Кај ними не е важно дали е чесен живот, достоинствен, или пак и живот полн со понижување, омаловажување, живот како било само да се живее на ова дуња. Знаат дека се пропаднати на ахирет. И затоа најголема нивна цел на ова дуња само живот. Таква е нивната состојба. И во минато, и сегашно, и во иднина до судниот ден. Тие е креваат главата само кога немаат притисак врз нив. Тога се креваат тие на големо. Но кога ќе се најдат пред некаква сила, ги наведнуваат главите и тие се понижени од страв и од силна приврзаност на ова дуња, се плашат да умрат. Ваков е нивниот живот. Не му е гале каков живот, само да живее на ова дуња. И затоа Аллах Азза ва Джелле велит: "Секој од нив би сакал да живее 1000 години. А и да живее вели толку долго, тя нема да го спасит или да го далечит од Аллаховата казна." И затоа Абдуррахман ибн Зейд ибн Еслем во врска со овој курански ајет рекол: "Евреите се пожедни за живот од овие мушрици и од било кој на ова дуња. И тие би посакале некој од нив да живее 1000 години, но дури и да живее толку долго, тоа нема да го далечи од Аллаховата казна, исто како што долгиот живот на Иблис не му донесе никаква корист." И дали има некој кој подолго живее од Иблис? Лаънетуллахи алейх, немат. Но ове негово долго живење нема да му донеси никаква корист на судниот ден и нема да го спаси од Аллаховата казна, затоа што тој е неверник и умират како неверник, а Аллах добро го гледа она што тие го прават. Односно, Аллах Азза ва Джелле е сезнаен и се гледа што прават неговите робови, било добро или зло, и секој што прави добри дела или што прави општо дела, ќе биде награден спрема своето дело кое го чинел на ова дуња. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни даде упатство во неговата вера, да ни даде љубов кон Куран и Суннет. Го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни чуват од овие дела кои се дела на евреиве, со кои го заслужил Аллаховото проклетство, и го молиме на Аллах Азза ва Джелле да ни соедини во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллам ала набиина Мухаммад ва ала алихи ва сахбиhi аџмаин.